Кога ќе се спојат талентот, музиката и младоста, резултатот е прекрасни концерти и настапи на кои што публиката што ја сака убавата музика може да им се насладува. Токму затоа утринава ви информираме за еден убав концерт што ќе се случи вечерва со почеток во 19 часот во салон 1919, на кој што својот деби концерт ќе го има едно младо и талентирано дуо, кое што го сочинува Антонио Илиоски на виолончело и младата и прекрасна Јана Лолова од Софија, Бугарија. Утринава сум заедно со нив, па ќе дознаеме како овие млади луѓе засакаа музиката и како почнаа да работат заедно. Здраво за двајцата. Добро утро. Еве, последните подготовки веќе завршуваат за вашиот дебитантски концерт, кој што ќе се случи токму вечерва во Скопје во салонот 1919. Но ајде да ја откриеме на публиката всушност како се споивте и како започнавте да работите заедно на музички план. Ние двајцата сме студенти на Музичката академија во Софија, професор Панчо Владигеров, каде што јас имав потреба од пианист за надпревар на кој што се спремав да свирам во Скопје. Полихимнија, сигурен сум дека тие што се класични музичари го знаат. Истиот надпревар и на секаде каде што прашав за пианист, единствениот предлог беше тој човек тука. И јас ја принципно ја прашав само за една проба, за да поминам материјалот. Тоа имаше одма некоја хемија и од првиот момент, самото прво свирење, ние осетивме дека можеме да правиме нешто многу поголемо отколку една проба за мојот надпревар. Се вратив назад во Софија после надпреварот и јас си дадов предлог да станеме сонатно дуо, виолончело и пијано, да се свират сонати и дела кои што се големи во репертоарот на камерната музика. И од таму решивме нашето крштелење и деби концерт да биде во Скопје. Вие го најавивте и кратко кажано тоа е нашата приказна. Каква програма ќе биде изведена вечерва, Антонио? Прво ќе се свири четврта соната во Цедур од Лудвиг ван Бетовен. И потоа, после мала пауза, ќе се свири Јоханес Брамс, соната број 1 во емол. Значи, тоа се две прекрасни и сериозни сонати и многу сме срекни дека сме тука на убаво време да направиме можеби премиера на Бетовен и едно убаво свирење на Брамс. Дали е влизот за вечерашниот концерт слободен и каде може да се резервираат или да се набават карти? Влезот е слободен и јас лично не сум фан на резервирање на места и на такви работи од тој тип, така да кој дојде, добре дојден и нема никаков проблем. Кој може, доаѓа, кој сака доаѓа. Антонио, од прилика на средина сте на студиите во Софија, втора година. Да. Втора година сум, учам во класата на доцент доктор Атанас Крстев. Јас сум сигурен дека класичните музичари и глумци, можам да кажам и уметници се слушнале за тоа име и неговиот татко исто Анатоли Крстев. Тоа се едни луѓе кои што со ширум отворени раце и врати ме примија во нивниот клас, постојано ме доградуваат и многу сум среќен дека сум таму и дека учам од такви луѓе. За потребите на концертот, деновиве Јана престојувате во Македонија и во Скопје. Како ви се допаѓа нашиот главен град? Харесува ми многу тоа което сум видела. И се допаѓа се, атмосферата е одлична, се е дури подобро од тоа што си го замислувала, нема трпение за концертот и сакаме да ги изредуваме луѓето. Јана, вие неодамна дипломиравте. И какви се вашите планови за понатаму? Тази година заврших своја бакалавр. Од неодамна дипломирав кај професор Илија Чернаев
Многу добар музичар, многу добар човек, има многу да земам од него и сакам нели уште повеќе, магистарскиот степен исто го запишав кај него. Ке ни кажете ли нешто повеќе за вашата соработка со Антонија? Аз бях многу изненадана когато Многу бев изненадена кога Антонио ме прашал нели да свириме заедно. Првата репетиција беше многу, првата проба беше многу успешна и многу сакам да работам со луѓе кои што емоционално работат исто со мене и на тој начин ние двајцата многу убаво си одговараме еден со друг за таа музика. Ви благодарам многу на двајцата што денес заедно го испивме утринското кафе. Ви посакувам да имате одличен деби концерт на кој што ќе брилирате и двајцата и ова да биде само еден почеток на една успешна серија концерти како кај нас, така и во Бугарија каде што двајцата музички се образувате и надоградувате. Благодариме многу, живи и здрави да сте и да дојдете на концерт. Ете, нека биде тоа покана за сите вас вечерва од 19 часот да дојдете во салон 1919. Потсетувам уште еднаш, влезот е бесплатен, останува само да бидете таму и да уживате во убавиот концерт во звуците на виолончелото на Антонио и пијаното со Јана, односно Лола, како што ја нарекуваат низините пријатели.